Добро вечер во емисијата 360 степени. Откриваме 1 милион вакцини против COVID-19 ќе завршат како отпад. Тоа значи дека во ѓубре завршиле или ќе завршат вакцини за кои е платено меѓу 9,1 и 10,3 милиони долари од буџетот. Изворот од кој вода пие цело Скопје е под закана на 6-валентниот канцероген хром од Југохром. Контаминент од депонијата е возможно да стигне до изворот Рашче. Зошто е прекинат мониторингот на единствената реална алтернатива Врело? Наболедување сум срамота што го правам. Како функционираат капните гаражи во Скопје кои ем се изградени со јавни пари, ем наплаќаат за услугата? Уринирањето е домашна култура. Не може ние тоа да изиграваме што дежурен полицаец и да ги мааме. Скопје во моментов нема проблем со водоснабдувањето, но што ако канцерогениот 6-валентен хром од депонијата кај Југохром, кој веќе го има во околните подземни води, продре до изворот Рашче? Зошто е запрен мониторингот на единствената реална алтернатива изворот Врело? Славица Филиповска. Неколку пати годишно нуркачи влегувале во пештерата Врело на Матка за да земат примероци кои треба да покажат дали ова може да биде алтернативен извор за водоснабдување на Скопје. Праксата е укината. Не беше предвидено во текот на минатата година, склоп на околности не се реализира. Рашче засега е и повеќе од доволен извор. Во моментов нивото на вода во Рашче е поголема од онаа што е потребно за водоснабдување на град Скопје. Но тоа е под постојана закана од токсична депонија. Не треба да останеме ние на мислата дека во моментов имаме доволна количина на вода и во моментов имаме квалитетна вода од изворот Рашче. Зошто превентивно не се мониторира единствената посериозна алтернатива изворот Врело. Наболедување сум срамота што го правам. Идејата била добронамерна, но оваа порака сега тешко дека ќе ја долови вистинската опасност на ридовите зад неа. Ова се 2 милиони тони отпад, оставштина од работењето на хемиско-електрометалуршкиот комбинат Југохром од Тетовско и Егуновце. Во него се измешани 7400 тони 6-валентен хром кој е канцероген. Со депонијата стопанисува централната власт, а во склоп на комбинатот има пречистителна станица. Напорот е преку пумпни станици, водите загадени со 6-валентен хром да се вратат на третман во пречистителната станица во Југохром. Но поради сложеноста и застареноста на системот, различниот состав на депонијата, Министерството се соочува со многу проблеми во текот на целиот овој период. Често пати има затнување на дренажниот систем, проблеми со пумпната станица, далечинското управување, тековното одржување и друго. Проблемите се надминуваат со помош на двете страни и надвор од обврските кои што произлегуваат од одредбите на договорите. И додека се прават напори за негово чистење, 6-валентниот хром не мирува. Ова е исцедок од индустрискиот отпад на депонијата на Југохром, меѓу кои е канцерогениот 6-валентен хром. Отпадот си наоѓа свој природен пат и несоодветно третиран се слева во реката Вардар. Ова представува еколошка катастрофа и потенцијална опасност за изворот Рашче, од кој со вода за пиење се снабдува цело Скопје. На ова, експертите предупредуваат со години. Индустриската депонија Југохром се наоѓа на место на позиција која е неповолна по однос на местоположбата на изворот Рашче. Односно се наоѓа во втора заштитна зона на изворот Рашче и се наоѓа на место каде што контаминент од депонијата е возможно да стигне до изворот Рашче. Депонијата е под постојан надзор. Преку примероци од 60 контролни бушотини се испитуваат подземните води во и околу Жеденскиот масив. Иако депонијата и Жеден ги дели реката Вардар, насоката на движење на подземните води, прикажана со стрелките на мапата, е неповолна за Рашче. За среќа, засега 6-валентниот хром е во зголемени концентрации само околу депонијата. Од досегашните наши испитувања, 6-валентниот хром е во граница на НДК од нашите пиезометри изработени што се околу Жеденскиот масив.
Во лабораторијата на Скопски водовод се испитуваат и примероци земени директно од Рашче, а секојдневно и од 40 локации на крајни потрошувачи низ Скопје. Ние можеме да гарантираме дека Скопје ни пијат безбедна вода и квалитетна за пиење. Значи, наша обврска како предпријатие е да го следиме квалитетот на извориштата и контролните пиезометри што се направени околу извориштата. Тие се следат редовно по една определена програма во серија од 4 пати во годината и доколку би имало нешто, секако и ние би реагирале. Освен континуираниот мониторинг на Рашче, Скопски водовод испитува и алтернативни извори за водоснабдување на главниот град, како Патишка река, Кадина и Мала река. Од мониторингот е исклучен изворот Врело. Во минатите години е испитувани Врело, со тоа што станува збор за една доста чиста вода. Следен е и протокот со тоа што мониторингот е во еден краток период и во тенденција е во текот на идните години повторно да се обнови тој мониторинг со тоа што повторно би се земали примероци и би се испитувале истите во однос на својот квалитет и да се следи протокот. Зошто сега не се мониторира? Имавме еден прекин на тој мониторинг поради ковидот. Дали сега продолжувате со мониторирање или запрена? Запрена е. Само за Врело или и за останатите? Само за Врело. Зошто? Не беше предвидено во текот на минатата година, склоп на околности не се реализира, меѓутоа тенденција наша е да се продолжи со мониторингот за алтернативните извори. Од водовод се во комотна позиција, од и засега капацитетот на Рашче е доволен да ги задоволи потребите на скопјани. Доколку затреба, на готов се и двете бунарски подрачја, Лепенец и Нерези. Во 2022 година, двете бунарски подрачја во вкупното производство на вода на годишно ниво учествувале со 7%. Во моментов не работи ниту еден, бидејќи целокупното водоснабдување е од изворот Рашче. Во последните 10 години, производството на вода за Скопје се движи од 100 до 103 милиони метри кубни вода, со исклучок на 2017 која била најсушна година, па се трошело повеќе. Со што укажува дека иако градот урбанистички се развива и се шири, сепак производството на вода, јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје го движи на едно оптимално ниво. Алтернативите како Патишка, Кадина и Мала река не можат ниту одблиску да му парираат на Рашче. Реките би можеле да се користат само за надополнување на водоснабдувањето на град Скопје. Ако се јави потреба, посериозен капацитет има само Врело. Одредени испитувања кои што се вршени преку институциите и град Скопје ги има правено, укажуваат на тоа дека изворот Врело има некој си капацитет од околу 800 литра во секунда, или максимум можеби до 1 метар кубен во секунда, што во однос на просекот на издашноста на Рашче од 4,15 метри кубни во секунда е 4 пати помалку. Но, како извор, доколку се мониторира, се испитува, во иднина се направи студија и проект, сигурно треба да се одреди начинот проектански на кој начин ќе се користи тој извор. Од јавно достапните информации, мониторингот на Врело може да се најде како буџетска ставка на град Скопје во 2018 и 2019 година, заедно со Патишка и Кадина река, за што годишно се одвојувале 2,5 милиони денари или околу 40.000 евра. Зошто мониторингот не е континуиран и каква стратегија има локалната власт за алтернативните извори за водоснабдување, прашавме во град Скопје прво преку имејл. Откако со денови не добивме одговор, се упативме на пресконференција каде по настапот на Арсовска се обидовме да ги поставиме нашите прашања. Арсовска, зошто не се мониторира Врело како извор за водоснабдување на Скопје? Наболедување сум, срамота е што го правам. Професорот Златко Илиовски укажува дека домаќински е во мирни времења да се планира за воиднина. Тој вели дека водоснабдување на над 600.000 жители во главниот град е сериозна задача. Во случај на несакана последица за изворот Рашче, добро е да се има некаков адут во ракав. Во моментов сега да имаме неограничени финансиски средства за изградба на било кое
на било кој од споменатите алтернативни изворишта, потребни се најмалку 2 до 3 години за било кое од тие изворишта да се изгради и да се стави во функција на градот Скопје. Значи не можеме ние да бараме решенија во моментот кога ќе дојде критичниот момент. А според Илиовски, има основа да се продолжи понатаму. Има реализирано одреден фонд на истражни работи на подземни води во Скопскиот регион. Исто така има реализирано мониторинг на количината и квалитетот на изворот Врело и тие се доволна подлога за да преминеме во следни фази на реализација, односно следни фази на изработка на техничка документација и реализација на овие решенија. А додека се стигне прво до волја, а потоа и до инвестиција, надежта е дека 600-валентниот хром кој шета од Јегуновце нема да ги претрка надлежните и да го контаминира Рашче. Властите беа под критика во периодот кога други држави, па и соседни, побрзо дојдоа до вакцини против COVID-19. 2 години по првите пристигнати дози правиме пресек на купените и донирани вакцини од една страна и употребените од друга. Разликата е околу 1 милион неупотребени, а веќе и со изминат или рок на изминување кои ќе завршат како отпад. Во пари пресметавме дека тоа се околу 10 милиони долари од буџетот фрлени во ветер. Галена Николовска-Ризвановиќ. Вакцинацијата против ковид во Северна Македонија почна на 17 февруари 2021 година. Првата пратка беше пакет од 4600 дози Pfizer, донација од соседна Србија. Во полна функција го ставаме целиот процес на имунизација на населението со вакцини кои штитат од COVID-19. Првите вакцини беа наменети за здравствените работници, а поради недостигот и долгото чекање за термин, голем број граѓани се вакцинираа во соседството. Овде се пружи прилика така да гледаме да искористиме. Со првите поголеми количини од Кина почна вакцинацијата на приоритетните категории, но масовна вакцинација без закажување термин стартуваше кон средината на летото. Од почетокот на пандемијата државата обезбеди речиси 3 милиони вакцини. До денес искористени се околу 2/3 од нив. Што се случи со околу 1 милион неискористени вакцини? Поликлиниката Букурешт е единственото преостанато место во Скопје каде може да се прими вакцина против COVID-19. Пунктот работи само во втора смена од 14 часот, бидејќи во соседната просторија предпладне се одвива редовната имунизација за деца на предучилишна возраст. Потреба од закажување термин нема, бидејќи веќе е завршена и вакцинацијата против грип. Во моментот е останат само Pfizer и интересот е исклучително опаднат и главниот мотив е во моментов за жал само патување. Дневно ќе ви кажам од 2 до 5 пациенти отприлика. Меѓу ретките што доаѓаат за вакцина има и повозрасни со хронични заболувања, но и млади над 18 години. Навистина е тоа мала популација, меѓутоа постојат луѓе кои што патуваат, не знам, Сингапур, САД, крузери. Веројатно треба да ми се излезе во пресрет на тие пациенти. Дека интерес речиси и да не постои, покажуваат извештаите на Институтот за јавно здравје. Во првата недела од годинава против ковид се вакцинирале само 10 лица, 4 со прва доза, 1 со втора доза, 4 со трета и 1 со четврта доза. Сега речиси никој не се вакцинира, но во изминативе 2 години беа аплицирани околу 1,9 милиони вакцини. Од друга страна, земјава обезбеди околу 3 милиони вакцини, половина како донација, а половина ги купи. Парите потрошени за набавка се уште се чуваат како класифицирани информации. Според податоците што 360 степени ги обезбеди од Министерството за здравство, најголем дел од вакцините кои ги набавила земјава се на Pfizer. И тоа 1.630.980 дози, од кои 800.280 се купени, а 830.700 стигнале како донација.
530.000 се од Синовак, од кои 500.000 се платени, а 30.000 се донација. Од Синофарм земјата купила 200.000, а добила како донација уште 202.000, или вкупно 402.000. Сите 256.800 вакцини од AstraZeneca се донација, како и 101.000 од Модерна. Вакцината Спутник е купена во 6.000 дози, а донирани се уште 39.990, или вкупно 2.966.770 дози. Од друга страна, граѓаните примиле вкупно 1.904.670 дози вакцини, вклучувајќи ги оние во странство, што значи дека неупотребени останале најмалку 1.062.100 вакцини. Од нив во моментов 250.000 се соодветни за употреба, иако рокот им истекува за 2 недели. Сите вакцини што се користат се сигурни и безбедни, додека вакцините на кои им поминува рокот, согласно утврдена процедура, прво се повлекуваат од употреба, а потоа почнува постапка за нивно уништување, во соработка со Малмет. До овој момент е добиена дозвола за уништување 65.978 дози вакцини против COVID-19 со поминат рок на употреба. Вакцините се производ на Pfizer и AstraZeneca. Но ако од 1.062.100 вакцини се одземат 250.000 кои се уште можат да се употребуваат, а околу 66.000 веќе имаат дозвола за уништување, каде се преостанатите 750.000 вакцини? За сите останати вакцини кои се споменуваат во информацијата што ви ја доставивме, рокот е изминат. Тие се повлечени од употреба и согласно на тоа во текст се процедурите за подготовка за нивно уништување. Според статистиката, а и според динамиката на вакцинирање, ова значи дека секоја трета вакцина што стигнала во земјава завршила или ќе заврши во ѓубре. Колку пари се потрошени за нив, здравствените власти се уште не откриваат со образложение дека државата е обврзана на доверливост на склучените договори. Врз основа на извештаите на светските медиуми во 2021 година се обидовме да симулираме пресметка за парите што ќе отидат во ветер. Земјава купи 800.280 дози Pfizer. Во 2021-2022 година светските медиуми јавуваа дека една доза чини околу $20, што значи дека е известно за Pfizer да се потрошени $16 милиони од буџетот. Понатаму владата купи и 200.000 дози од кинеската Sinopharm. Некои азиски земји ја купија оваа вакцина по $19 за доза, но други за 36. Зависно од цената, голема е веројатноста од буџетот да се одвоени меѓу 3,8 и $7,2 милиони. Од Синовак пак купивме 500.000 дози. Извештаите од некои азиски земји говореа дека вакцината ги чинела околу $15 по доза. Ако и земјава ги купила приближно по таа цена, потрошени се $7,5 милиони. Земјава купила и 6.000 дози Спутник, вакцина за која се шпекулираше дека чини околу $10, што би значило трошок од $60.000 за домашниот буџет. Вкупно, ако земјава ги купувала вакцините по цени за кои јавуваа светските медиуми, за нив се потрошени меѓу 27 и $31 милион. Не добивме податок колку од купените вакцини не се употребени, но ако се следи генералниот тренд дека секоја трета вакцина што стигнала во земјава не е употребена, тоа значи дека во ѓубре завршиле или ќе завршат вакцини за кои е платено меѓу 9,1 и $10,3 милиони од буџетот. Од Комисијата за заразни болести велат дека состојбата со ковид засега е стабилна. Новата краќен варијанта на Омикрон, која веќе забрзано се шири на запад, се уште не е откриена во земјава. Оваа варијанта не е потврдено дека предизвикува потешка болест и дека може да направи некакво драматично поместување со здравствените системи. Но факт е и очигледно е дека таа може да заразува и веќе претходно имунизирани луѓе. Значи, многу полесно, и тој тренд го гледаме наназад со сите варијанти кои се појавуваат во последнава година, сите нови варијанти стануваат полесно преносливи, но паралелно со тоа предизвикуваат и полесна клиничка слика. Петличковски вели дека моменталната стабилна состојба е резултат на нивото на имунизација постигнато со вакцинирање и прележување на болеста. Според податоците од Институтот за јавно здравје, со 2 дози се вакцинирани околу 857.000 граѓани или 46,7% од вкупното население. Трета доза примиле 163.000, а со четврта се вакцинирале 8.600 луѓе. Тоа што 1 милион вакцини кои ги обезбеди земјава ќе се фрлат, не значи и дека нема да се купат нови количини во блиска иднина.
Ем изградени со пари од граѓаните, ем се наплаќа 30 до 40 денари од час, ем не функционираат како што треба. Катните гаражи во центарот на Скопје се речиси ексклузивно во јавна собственост, а со тоа и паркирањето е јавна услуга. Но каков е квалитетот на таа услуга? Проверија Хекура Накифи и Михаил Милошевски. Од 2014 до 2017 година, владата, градот Скопје и општината Центар инвестираа 57 милиони евра во катни гаражи во главниот град. Беа потрошени пари на граѓаните, за да се задоволи потребата од јавната услуга, паркирање во централното градско подрачје. Неколку години подоцна, проверивме во каква состојба се 3 од вкупно 6 се уште нови објекти, но и во која мера ја исполнуваат функцијата за која беа изградени. Катната гаража Беко, која првично го носеше името Тодор Александров, се наоѓа веднаш до седиштето на ВМРО ДПМН и Министерството за финансии. Ја изгради град Скопје за 17,3 милиони евра, а со неа стопанисува јавното предпријатие Градски паркинг. 7 години од пуштањето во употреба. Оваа гаража и понатаму има уникатен ескалатор, кој кога би работел би ве одвел директно во бетонски ѕид. Шишињата, храната и пластиката расфрлани по самиот под говорат дека ескалаторот се користи, но секако не за она за што бил предвиден. Тврдишме дека нигде не иде ескалатор. На влезот на катната гаража, која располага со 605 паркинг места, стои знак кој би требало да ги покаже слободните капацитети на 8 ката, но тој веќе подолго време не работи. По влезот уште на првиот свиок што води кон горните нивоа, возачите се соочуваат и со првите потешкотии. Патот нагоре е кружен, тесен и стрмен, што возењето го прави непрегледно, поради што возачите неретко ги оштетуваат возилата. Доказ се остатоците од боја и гребнатини на столбовите. На нивоата за паркирање, над секое паркинг место има поставено светло, кое означува дали местото е зафатено или празно, за возачите побрзо да најдат слободни места. Но во оваа катна гаража, бојата на светлото секогаш не го означува статусот. Некаде свети црвено, а е празно. Некаде пак, по зелениот рефлектор стои паркиран автомобил. Во нашата обиколка, наречиси секој спрат, забележавме дека местата обележани за лицата со попреченост, се веќе зафатени од автомобили без налепница. А кога е гужва, возачи ги оставаат автомобилите и на места кои не се обележани за паркирање, со што ги блокираат хидрантите и песокот кои се поставени како прва одбрана доколку избувне пожар во зградата. Катната гаража располага со 4 лифта, кои работеа и со кои лесно се излегува и влегува во зградата. Тоалет има ли тука? Но објектот има само еден тоалет, кој се наоѓа веднаш зад наплатниот пункт и кој делува како да останал во иста состојба од отворањето на гаражата. Зошто овој објект, кој е финансиран со народни пари, се наоѓа во ваква состојба? И покрај неколкуте наши обиди, директорот на Градски паркинг Крсте Петревски не одговори на прашањата со образложение дека е болен. На речиси 900 метри од Беко, спроти градскиот трговски центар се наоѓа катната гаража Разловечково стание, која располага со 517 паркинг места. Изградбата чинеше 11 милиони евра, а со неа управува владиното јавно предпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор. Првиот обид да паркираме во оваа гаража при крајот на декември беше неуспешен. Рампата беше спуштена, а машината не ни издаде карта за да го потврди нашето паркирање. При повторниот обид неколку дена подоцна се повтори истиот проблем. Не работи паркингот со градско билети. Да. Кога не знаеме, не се откаже рампата и не знаеме тоа. А и почти пред некој ден бевме од тогаш трае или ново е? Направиле на како откажаме. Третиот обид за паркирање во оваа гаража го направивме по празниците и конечно беше успешен. Конечно. Внатре беше полно, па требаше да се возиме до највисоките катови за да најдеме место. Но за разлика од гаражата Беко, овде не работеа лифтовите.
прашал лифтот даде работа. Лифт нема, ова? Нема лифт, човече, спички не, скали нема. А скали има работат барам? Скали да, ама... Покрај лифтовите, на чии врати пишуваше дека Поради безбедностни причини, лифтовите не се во функција. во гаражата не функционираат и тоалетите кои се наоѓаат на приземјето. А што пишува лифт? На подот и ходниците што водат кон скалите. Може да се забележат големи вирови вода кои се оформуваат по секој дожд. Помошник директорот на јавното претпријатие за стопанисување со деловен простор вели дека дел од проблемите се наследени од негрижата на претходните менаџерски тимови. Лифтовите се оставени без одржување 2 години, а за нехигиената вели голем удел имаат и граѓаните. Се соочуваме со проблем, да, што викате и вие дека лифтовите не работат, тоа ќе го решиме. Услугата наша, чистење, значи секој месец се врши дезинфекција, не само чистење, но знаете има еден проблем, уринирањето е домашна култура, не може ние тоа да изиграваме што дежурен полицајец и да ги маам. Тоа се воспитува дома, детево се учи додека е мало, дали треба да уринира или не. Тендерите за лифтовите, тоалетите, како и за инсталација на нови надзорни камери се веќе објавени, а Јакимовиќ очекува надминување на проблемите во најбрз можен рок, бидејќи и предпријатието, според него, е должно да дава квалитетни услуги на граѓаните кои плаќаат за нив. Последната гаража во која паркиравме беше Судска палата, единствената со која стопанисува јавното предпријатие Паркинзин општина Центар. Оваа гаража располага со 502 паркинг места, од кои 28 се резервирани за лица со посебни потреби. 8 од нив се на највисокиот крат и се неискористени, затоа што доколку лицата со попреченост паркираат овде, не постои начин да стигнат до приземјето, бидејќи лифтовите и во оваа гаража се надвор од употреба. Освен покривот, може да се забележи дека речиси секој кат е руиниран, а одредени хидранти се хаварисани. Ни светло нема. Не очите, туку носот ви кажува дека не треба да влегувате во тоалетот кој се наоѓа на приземјето. Што пишува? Во самиот објект, но од друг влез се и канцелариите на предпријатието, чиј директор вели дека е свесен за проблемите со кои се соочуваат, но дека тие се наследени поради негрижата за чистотата и функционалноста низ годините наназад. Кога била направена зградата, лифтот е, да кажам, за некој квалитет кој што е за помала фреквентност. Катните гаражи, знаете, имаат поголема фреквентност на луѓе и според моите сознања имало често пати проблеми, кварови во однос на него и неговото одржување навистина било тешко. Коцевски се пожали дека хидрантите се честа мета на кражба на разбойници, но вели предпријатието ги лоцирало проблемите и во наредниот период е предвидено да се работи на нивно отстранување, иако не прецизираше кога точно би започнале со зафатите. Според одговорите од јавните предпријатија што управуваат со паркинг гаражите, барем на краток рок, се ќе остане по старо. За парите добивате покриено место за вашиот автомобил, но треба да сте подготвени да искачите и неколку ката скалила за да стигнете до него. Одење во тоалет планирајте на друго место. Реклами па саботажа. Искреноста, особено во политиката, има огромна вредност и заслужува почит. Таа добива бонуси кога на мегдан се става и онаа со која се открива и интимата. Цената на зборовите се претпоставува дека е висока, но таа не вреди ниту денар, ако намерата е да се направат дела. Ако јас, како мајка, како домаќин, сопругот не ми дава пари, швалерот не ми дава пари, па мора да се задолжа. Искам да началникот. Пара пари од власта, не му дава, мора да се задолжа. Што да правим? А власта е тешка на пари, ако не баш секоја, затоа секој си бара своји омилени ликови кои можат да испорачаат. Се разбира, добри резултати.
Имајќи го предвид искуството, веројатно и треба да се верува во надежта која конечно јасно се гледа. По мене, он и Груевски се најстручни политичари кои во Македонија се појавиле воопшто од изборот. Воопшто, без оглед дали е тоа владата прва, втора, на Бранко, на Љупчо или нове. Они двајца се врв. Предпоставка е дека поранешниот премиер имал таков печаток, не оној кој што се уште е на врвот, туку неговиот наследник. Првиот имаше такво слично искуство, а другиот се обидува да го примени таквото сценарио само од спротивната страна. Единствената разлика е што на панорама Груевски беше во опозиција, а Заев, барем фактички, е на власт. Само да знаеш, многу потешко се случуваат расцепи кога партија е на власт. Тоа не важи за СДСМ. Бранко и Бучко 2006 година го донесоа Никола Груевски на премиерската позиција поради нивниот расход. Она што е особено интересно дека таквата ситуација од безбедна дистанца не ја следи тој кому полека му се склупуваат коцките, туку активно партиципира во креирањето на мозаикот и тоа баш на страната, која до неодамна беше единствената во неговиот фокус. Точно исчезна името на Зоран Заев од соопштенијата на ВМРО-ДПМН и од сите тие критики, иако предходно и самиот актуелен премиер Ковачевски и сите останати функционери беа нарекувани продолжена рака на Заев. Зошто сето тоа се случува нема рационално објаснување. Важно е дека се е покриено со велот на тајноста налик на сценариото со кое Путиновата црква маршира во храмовите на Охридската архиепископија. Секој се однесува како никој да не е одовде. Па јас не знам како да ви кажам ако нешто не знам. Можам да ви кажам нешто што не знам. А зошто пак се мора да знаете ви, извините, вака се. И на крај, добро е што барем има луѓе што знаат. Европската унија е нешто сосема друго. Европската унија е, значи, Хитлерова беше идејата на Хитлеровиот нацизам, беше идејата за обединета Европа и тоа токму ваква обединета Европа како европска наддржава. Може би вреди ваквите сознанија да се преточат во некој историски учебник, а авторот да прерасне во посериозен политичар. Штета е вакви мислители да го трошат своето знаење во кавги со Данела. Време е за голема сцена, особено ако изборите се веќе во мај. Тука завршуваме. Пријатно до петок во 22:20.